Групата исклучително сериозни и влијателни политички и општествени авторитети, која самата себе си довери одговорна задача да го обедини отпорот, е толку многу раскарана меѓу себе што освен поделбата на Македонија бойкотира и Македонија блокира, на повидок е да изроди нова структура, која поради реториката која користи, слободно може да се идентификува со името Македонија се бламира. Не е точно лажа. Како не е точно? Не. Ти си питанга, бе, човече. Прв пат видов пред мене рулја која ме пцуе. Како ги нарекуваш луѓето рулја? Првиот ред, ти? Прв ред. Рулја бевте затоа што пцуевте, О, Господе Боже. а што не пцуевте? Дал слушна Дали ве пцуење? пцуја? Да. Ве пцуја. Ова е само дел од репертоарот на сплотувачката атмосфера која доминира во домобранскиот камп. С импутациите лекарско-уништвото е продукт на стратегиската определба на гарнитурата во Белата палата. Не предизвикува никаква реакција, бидејќи нивниот нов шеф е толку ладнокрвен, што ниту поголеми и посериозни теми, а камоли оваа, воопшто не го засегаат. Прво, најпрви да кажам дека тешко се вознемирувам, речи си да не се вознемирувам. А зашто и би бил кога и тој самиот не чувствува никаква нелагодност, па не само што горделиво и со крената глава влегува, туку креира и импозантни видеозаписи од камбанеријата на објектот, кој е символ на се, освен на христијанската скромност и на политичкиот евангелизам на кој им се колне. Ама не му пречи да ги користи удобностите ѓаволски тешко создавани од незините антиподи. Моабетот течеше вака. Партијата до сега имаше проблеми со дефицит на пари. Знаеш, поминавме тешки периоди, сега имаме суфицит на пари. Се собираат и треба да најдеме начин како да ги заштитиме тие пари за едни тешки времиња. Говориме за 1 до 2 милиони евра. Од 1 до 2 милиона евра дневно. Колку дена дневно? 365 дена. Тоа се многу денови и многу пари за да се усогласат, освен добра организација потребна е и целосна посветеност и сосредоточеност. А некако оние од СДСМ кои дури ни цена на паркинг која се брои со ситне шикованици и тоа во денари, не успеваат да објаснат од изгледа, мора и да ја покачат. Ама ако може, да не се разбере дека баш тоа и ќе го направат. Измените што ги предлагаме во ценовникот во минатото беа и поголеми, меѓутоа драстично беа намалени, меѓутоа и вака зголемените цени се далеку поевтини, далеку помали во однос на околните градови што ги имаме сега во Македонија. И на крајот, не се знае на кои околни градови на Штип се мислиот и веројатно во Злетово и во Каменица оваа услуга не се наплаќа. Но она што е впечатливо е дека под третманот на граѓаните во изминатите години по нивната издржливост, сите би требало, конечно, да се паркираме на истата, на оваа адреса. Значи, Бардовци е многу битно во последно време затоа што станува синоним за новата Македонија. Единствената разлика меѓу синонимите Стара и Нова Македонија е дека во новата, поучени од старата, има надеж дека барем ќе нема толку многу зелки.